Кочани денеска го празнува денот на ослободувањето од фашистичко-бугарскиот окупатор во Втората светска војна. Празнувањето е во согласно со пандемијата COVID-19, што подразбира почитување на препораките и протоколите за вакви одбележувања. Утрово, по положувањето свежо цвеќе на споменикот на револуцијата и на бистите на правоборците Липчо Сантов и Раде Кратовче, за денешниот настани градоначалникот Илиев за телевизија Кочани изјави. Со положувањето на свежо цвеќе на споменикот на слободата и во паркот на револуцијата го почнавме празнувањето, одбележувањето на 76 годишнината од ослободувањето на Кочани и секако денот на независноста на Република Македонија. Во денешната програма, покрај положувањето на цвеќето, секако е предвидена и свечена седница на Советот, која што ова година ќе се одржи во услови на коронавирус и истата ќе ја одржиме на отворено на споменикот на слободата, каде што покрај советниците се поканети и сите раководители на институциите од локалната самоуправа, секако и поканети се и други гости. Очекуваме да седницата почне во 19 часот. Со празнувањето на Денот на слободата започнува и овогодишното издание на ДАФ, кој поради COVID-19 ќе се реализира според посебна агенда. Инаку вечерва на свечената седница на Советот на општина Кочани, градоначалникот Николчо Илиев ќе зборува за реализираните проекти во периодот помеѓу двата празника, а на Наталија Теодосиева и Васил Ангелов ќе им бидат доделени највисоки општински награди за значајни остварувања и за животно дело. Награди ќе добијат и учениците на генерацијата. Во рамките на свечената седница е предвиден настап на учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, а потоа следува монодрамата Лидија или Се што знам за жените на Тихомир Јанчовски, со што практично ќе започне 57-то издание на драмскиот аматерски фестивал, чии содржини ќе бидат распоредени до средината на октомври.